Истекува рокот за доставување пријави за полагање матура за учениците од завршните години во гимназиско образование. Денеска е крајниот рок за поднесување на нови пријави. Во спротивно, учениците ќе ги полагаат предметите од последно поднесената пријава. Од Велешката гимназија информираат дека нови пријави треба да поднесат вкупно 213 матуранти. За државна матура се определија 181 ученик, додека 30 на ученика се определија за училишна матура. Заклучно со декември веќе пријавија по прв пат согласно со законот. Според новите измени беа направени нови пријави и учениците по втор пат се пријавија во согласно со подрачјето што го имаа избрано. Меѓутоа, еве во согласно со новите измени, во текот на вчерашниот ден беа информирани за тоа дека треба да се определат повторно за една од можностите, значи имаат избор според стариот концепт за полагање на матура од минатата учебна година. Мајчин јазик ќе полагаат сите матуранти. Учениците имаат можност да изберат еден од предметите, странски јазик или математика, уште еден од општообразовните предмети, како и еден изборен интерен предмет. Учениците веќе успешно ја реализирале и одбраниле проектната задача. Сега веќе има промени во однос на матурата, ќе се полага само писмен дел. На 11 јуни започнува македонски, односно мајчин јазик и литература и албански јазик и литература, бидејќи во нашето училиште имаме и албанска паралелка. Потоа има на 16 е странскиот јазик, потоа е математика и на 19 заклучува со останатите предмети што ги бираат по избор. Според Државниот испитен центар, сите полагања ќе започнат во 10 часот. Прелиминарните резултати од екстерните испити ќе бидат достапни најдоцна 30 дена од спроведувањето на последниот екстерен испит. Во меѓувреме во Скопје продолжуваат бојкотот, преговорите и протестите. Од средношколскиот пленум велат дека ќе ја исполнат техничката обврска, но тоа не значи компромис со Министерството за образование и наука и дека се откажуваат од основните барања. За утре од 17 часот е најавен нов протест и блокирање на улицата пред Министерството за образование и наука.